Годината што изминува беше исполнета со успони и падови. Автомобилската индустрија како да ја надмина кризата, но има уште многу камчиња во обувките. Предизвиците секогаш се присутни, но големината се гледа во нивното надминување. Токму таков пример е и автомобилскиот ас Игор Стефановски-Иче, кој е наш денешен гостин. Пред да ја продискутираме годината што помина и да ги откриеме плановите за идната, погледнете ги кратките вести. Build Your Dream Dolphin е избран за победник на AutoBest и се закити со титулата Best Buy Car во Европа за 2024 година. Со вкупно освоени 20.057 поени, Build Your Dream Dolphin се најде на првото место во едно од најизедначените гласања на жирито во последната деценија. Во ваква тесна конкуренција, лауреатот за 2024 година триумфираше со разлика од само 344 поени пред вице-шампион од Hyundai Kona. На гордата трета позиција на европскиот подиум е Jeep Avenger, кој исто така со мала разлика се пласира пред својот технолошки близнак Fiat 600. AutoBest со гордост го најавува престојното 23-та гала доделување на наградите кој треба да се одржи во Луксембург. Mazda планира во сите своји фабрики на глобално ниво да постигне јаглеродна неутралност до 2035-та, а до 2050-та година низ целиот синџир на снабдување. Ке бидат воведени голем број важни иницијативи кои ќе помогнат на Mazda да ги постигне своите цели. Покрај тоа Mazda ќе воведе обновлива енергија во своите погони, почнувајќи со префрлање од фосилни горива на течен амонијак во фабриката во Хирошима. Исто така следната генерација модели ќе ги трансформира дизел моторите на биогориво. Компанијата ќе ги испита најдобрите начини за намалување на емисиите на CO2 од своите фабрики надвор од Јапонија, користејќи ги иницијативите за јаглерод неутрално производство во матичната земја како референтен модел. После пролетната премиера во Шангај и есенското европско деби во Минхен, Смарт број 3 конечно е достапен на купувачите од стариот континент. Електричниот купе кросовер е понуден во само неколку европски земји, меѓу кои и Германија, каде ќе се продава за 38.500 евра за основната верзија. Таа располага со електромотор со 272 коњски сили сместен назад и пакет батерии кој обезбедува само 325 км автономија. Оние кои бараат повеќе за 5000 евра ќе добијат други батерии со кои ќе поминат дополнителни 110 км, додека пак ултимативниот модел е облагороден со гените на Брабус. Тие му носат два електромотори и вкупно 428 коњи со кои ќе забрза до 100 км на час за само 3,7 секунди, но и цена од преку 50.000 евра.
По повод своето 25-годишно постоење, технолошкото биро на BMW во Америка организираше интересна демонстрација на дел од напредните технологии што ги развиваат. Една од нив е и проширената реалност, чии можности за употреба во автомобилската индустрија отвораат сосема нови хоризонти. Нив, ова биро, чие седиште е во Силиконската долина, ги покажа на највозбудливиот можен начин, со специјално опремени автомобили и сликата што нивните возачи ја гледаат додека се движат по празниот асфалт на големиот полигон. Бидејќи сите зборови се излишни, погледнете како тоа изгледа. Меѓу бројните јубилеи во автоиндустријата свој има и логото на Шкода кое наполни 100 години. Компанијата на своите почетоци користеше разни логоа изведени од незиниот тогашен назив Лаурин & Клемент. Приказната за тоа како индијанецот се најде на чешките автомобили има своја мистика. Непознат е и авторот, но се верува дека тоа е резултат на колективна работа произлезена од пристигнатите неколку стотици предлози на конкурсот за новото лого. Но како и да е, препознатливоста беше загарантирана и логото со трендовски дизајнерски и графички модификации и ден денес е заштитен знак на компанијата од Млада Болеслава. Пред стартот на релито Дакар пристигна потврда за веста што се очекуваше. Во најтешкото автомото надпреварување на планетата од 2025 година ќе се вклучи и Дачија, но изненадувачки е изборот на возачите кои ќе настапат под романските бои. На Кристина Гитерез Хереро и Себастијан Леб, за кои се знаеше, ќе им се придружи Насер Ал Атија. 52 годишниот катарец има закитено со вкупно 8 светски титули во различни категории релија на издржливост, а има освоено и бронзен олимписки медал во стрелаштво. Сепак 5 победи на Дакар, освоени со 3 различни тима, го прават легенда во овој спорт. Тестирањата на Дачија, чиј технички партнер е ProDrive, ќе започнат во текот на летово, а возилата ќе користат синтетичко гориво. Тимот ќе настапува и на други релија на издржливост со слична репутација како и Дакар. Инспирирана од оригиналниот блоуер од 1929 и изработен од The Little Car Company, репликата нема 4,5 литрен мотор со надполнење. Наместо него, Bentley Blower Junior доби електричен погон од 48 волти со мотор од 20 конски сили, што овозможува максимална брзина од 72 км на час и има автономија од околу 110 км. Дел од тестирањето за издржливост, кој надминува 8000 км низ 3 различни континенти, беше патот до швајцарските Алпи за да донесе божик на Елка. Првиот тест е успешно завршен. Малиот Бентли од швајцарските Алпи го донесе главниот орнамент за божикната забава, елката која ќе биде накитена во седиштето на компанијата. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш?
се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радио мрежа. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Кога поминува годината, обично ги правиме резимеата што се случило во неа и кои се очекувањата од годината што доаѓа. Денес е гостин Игор Стефановски Иџе, кој може да се пофали со успешна 2023 во која стана по трет пат европски шампион во ридско-брзински надпревари. Иџе, добре дојде и како ќе ја прокоментираш 2023? Добро ви најдов, Мишко. Навистина ми е драго што сум гостин во твојата емисија. Сезона како што посакува секој спортист, а посебно автомобилистите, да се освои 3 пати поред европскиот трон, покрај толку големи тимови, покрај толку голема конкуренција, стварно престиж, не само за мене, за мојот тим, воедно и за нашата држава. Навистина сум горд што ете после речи си толку години, после 2015 последната освоена титула, за жал никој од Македонија не успеа да повтори таков резултат, доаѓа повторно Иџе и освојува европска титула. Иџе, твојата борба во европскиот шампионат може да се окарактеризира како Давид против Голијат. Ти пари и оваа сезона имаше доста уморен автомобил со кога се надпреваруваше и во ТЦР шампионатот и кој не беше баш најприкладен за ридско-брзински надпревари. Како ти успева сето тоа? Интересна е ситуација дека многумина во светот на автомобилизмот, во трките, беа скептици дека со автомобилот ТЦР шампионатот може да се победува и на ридско-брзинските трки. Се пуштивме со нешто во мојот тим што не знаевме и самите дали ќе функционира. 2022 беше пробна сезона каде што видовме дека има потенцијал за сето тоа и 2023 дефинитивно беше сезона која што направивме одлични резултати, 7 победи, 8 рекорди од 10 трки, така да исклучително голем резултат за овој шампионат. Интересно е што и во 2024 со автомобилот што ќе се настапувам, кој адаптиран исто за кружните надпревари, ќе биде предизвик да пробаме во овој шампионат. Се надевам дека ќе биде како што треба, така да не очекува една исклучително интересна сезона. А пред да поразговараме малце за твојот нов автомобил, го спомена тимот. Ти имаш еден мал компактен тим за разлика од другите надпреварувачи кои имаат една машинерија позади себе. Па, токму така. Знаете како е, мал, но тоа се луѓе кои што има доверба во нив пред се, бидејќи видете, за да функционирате во овој спорт мора да имате доверба, бидејќи се работи за брзини, за адаптација на автомобилот, кој што мора да им верувате на тие луѓе. Една мала грешка може да дојде до фатални последици. Така да тимот е долги години со мене, знаат како функционирам, го знаат мојот начин и стил на возење и подготовките и адаптацијата на автомобилот го прават во совршенство за мојот стил на возење, така да би кажал во споредба со моите конкуренти мал тим, но многу појак од нив. Кога збориме за конкурентите, тие доаѓаат од западноевропски земји со многу поголеми буџети. Ние сме многу ограничени по прашање на спонзорирањето на мотоспортот, кој е извонредно скап спорт, техничка дисциплина, која бара и многу одржување и многу техничка подготовка на возилото. Како се справуваш со тие проблеми? Па, тешко е, верувајте, тешко е. Да се најдат спонзори, да се обезбеди буџет за овој шампионат е навистина тешко.
Колкав е буџетот? Може да достигне и преку 400.000 евра. Во зависност од штетите кои ги имате и доколку ги имате во текот на сезоната. За мојата среќа, оваа сезона немав ни едно излетување, немаше штети по автомобилот. Мада сменивме мотор на автомобилот, кој што кошта доста. Верувајте, овие автомобили се подготвени само за трки, нивното одржување кошта многу пари. Благодарение на моите спонзори кои што се околу мене, кои што се долги години со мене, успеваме да направиме нешто што мислам дека ќе остане во историја не само за автомобилизмот во Македонија, воопшто и за спортот во Македонија. Така да горцум на сите резултати постигнати и со помал буџет да се поведат поголемите и по финансиски моќни тимови. Така е. Кога збориме и за твоите очекувања за следната година. Ти више влезе во историјата не само на автомобилизмот во Македонија, туку и во европски рамки. Но пред тебе доаѓаат нови предизвици. Ти во следната сезона ќе настапуваш со Ферари 488, кој е посебно подготвен за тркачки патеки, но колку е тој автомобил адекватен за ридско-брзински надпревари? Ќе биде тешко. Прв пат во мојата кариера ќе возам автомобил со заден погон, автомобил со толку моќен автомобил со 700 конски сили и тежината. Некоја пикантерија за оние петролхедси што ви се рекло за фатнина, моќност 3900 кубни сантиметри, верувајте, две турбини, V8 мотор, како што кажав, 700 конски сили, погон на задни тркала, стварно возило кое што би сакал секој автомобилист да го има во своите раце. Горцум што ја добив можноста брендот Ферари да го представам на овој шампионат. Поентата и разговорите со мојот тим и тимот од Италија кој што е задолжен за Ферари брендот беше да направиме нешто да го промовираме овој бренд и во овој шампионат. Така да после сите оние тестови кои што ги направивме, добивме зелено светло да можеме да функционираме заеднички во шампионатот кој следува. Со возењето на Ферари во следната сезона ти влегуваш во една друга надпреварувачка категорија. Кои се твоите конкуренти? Кои се твоите очекувања? Интересно. Сепак треба да се прилагодиш и на автомобилот и тој на тебе. Прв пат, како што рече, на заден погон ќе учествуваш на овие надпревари? Ќе биде тешко. Дефинитивно конкуренција ни се автомобилите како Lamborghini, како Porsche, Bugatti кои се веќе почнаа да возат во шампионатот на брзките трки, претежно во Италија и во некои други земји, но најавата е дека ќе имаме многу повеќе вакви автомобили во европскиот шампионат. Стварно ќе биде интересна борба. Нема да биде лесно воопшто, бидејќи покрај овие автомобили тамо има и во оваа категорија оние така наречени монстер автомобили кои што се подготвени со по 1000 конски сили и погон на 4 тркала, со многу мала килажа и верувајте дека ќе биде стварно престиж да се надпреварувам со тие автомобили. Јас сум спремен, мојот тим е спремен, се надевам дека ќе имаме доста победи и рекорди, но чекор по чекор. Секогаш си скромен во твоите очекувања и изјави, но јас ти посакувам да ти биде подеднакво успешна следната сезона. Се надевам дека ќе најдеш и многу повеќе поддржувачи и спонзори. И македонската јавност е на твојата страна, нели? Па им благодарам пред се на сите луѓе. Стварно поддршката е огромна и тоа ми дава некој мотив плюс да го правам што го правам сега. Ви благодарам и на вам, медиумите кои што ме пратите со сите известувања. Се надевам дека 2024 ќе биде сезона каде што јас ќе се потрудам да ја промовирам нашата држава, да ја представам онака како што треба и да се радуваме на што повеќе спортски резултати. Иđе, ние од тебе очекуваме многу, да ни донесеш уште многу радости, кои што ни донесеш секоја сезона, успешна сезона и успешно адаптирање на новиот автомобил, кој е сигурно доста конкурентен во оваа категорија која што ја спомна. Дефинитивно. Последна серија на Ферари, моделот 488 Challenge Evo, како што кажавте, мислам дека ќе биде добро и за сите гледачи и за сите присутни и љубители на автоспорта да ги гледаат овие трки. Посакувам во наредната година да ми бидете гости на некоја трка, да видите за што станува збори, ете да видите во живо како функционира сето тоа. А што се однесува до македонскиот автомобилизам и надпреварувачките сезони во Македонија? Што се случува? Некако потешко оди сето тоа, но за жал
ете пробуваме нешто да се врати на нашите трки, сакаме да го вратиме водно како трка. Ќе пробам и ќе се заложам наредната година, доколку се добие услови да се асфалтира патеката како патека, да го вратиме водно во првично во централно европската зона за да аплицираме за европскиот шампионат. Мислам дека со се тоа што го постигнав во минатото, имам алиби и можност да го направам тоа. Колку може водно да влезе во календарот на ФИА? Имаме еден проблем со водно поради должината на патеката. Обично по ФИА се вози од 5 до 7 километри долга патека, ридска патека. Дали тоа значи дека може два старта да се прават или? Апсолутно влегува можност, има конфигурацијата на водно е идеална за европските трки, бидејќи јас сум ги возел сите, но асфалтот и безбедноста на безбедните банкини кои што треба да бидат во 2 или 3 реда недостасува. Се надевам дека ќе најдат за сходно властите кои што раководат со градот. Мислам дека еден таков настан да се донесе во Македонија стварно ќе биде престиж и ќе биде гордост за нашата држава. Но ете, со Автомобилистичката федерација на Македонија заеднички ќе пробаме да вратиме водно онаму каде што доликува и каде што заслужува на тркачките. Јас се надевам дека ќе успееш во твоите напори и во твоите желби да го вратиш водно на оние календари автомобилски, бидејќи во една друга држава водно значеше нешто. Не само во рамките на таа држава. Но судејќи спрема новогодишната елка што имаме, тешко дека ќе добиеме нов асфалт таму. Ќе видиме како ќе биде. Мене ми е навистина ќе ми биде драго доколку водно се врати, бидејќи водно е стазата која што ме втурна во овој свет на брзината и должам едно такво ангажирање да го вратам водно онаму каде што заслужува. Биди ни наш амбасадор, како што и досега си. Ти благодарам многу на учеството во Автомагазин и ти ги посакувам сите успеси во предстојната сезона 2024. Ти благодарам, Мишко. Продолжи со овој тип на емисија, бидејќи стварно мислам дека си единствениот кој што даваш информации во овој дел на автомобилизмот. Ти благодарам многу. А ние одиме понатаму. Следната година Порше ќе го лансира својот втор електричен модел, новата генерација на компактниот кросовер Макан. До сега германците за него не имаат кажано доста работи, така што уште сега многу се знае. Форд разви систем кој ги предупредува патниците во возилата за да ги заштити од невнимателно отворање на вратите на возилата. За нивно детектирање, оваа технологија ги користи веќе постоечките сензори на возилото. Новиот Порше Макан својата премиера требаше да ја има есенва, но заради проблеми со развојот на софтверот таа беше одложена. Новоразвиената платформа е заедничка со Ауди и работи на 800 волти, што овозможува користење полначи со моќност од 270 кW. Проектирана е и за автономија од околу 700 км кои ќе ги обезбедат батериите од кинескиот катал со капацитет од 100 кWh. Топ верзијата на Макан ќе има 612 конски сили, воздушно ослонување, чија височина се подесува за 70 мм и задна управувана оска. Во внатрешноста, покрај дигиталната инструмент табла ќе се стрехјаваат уште два дисплеја, а и ветробранското стакло ќе се користи како голем екран. Првите испораки се очекуваат во септември, а сегашната бензинска верзија ќе остане да екзистира барем уште 2 години, но не и во земјите на Европската Унија, каде од продажба ќе биде повлечена пролетва. Причина за тоа се новите прописи за информатичка безбедност кои производителите треба да ги задоволат во сите возила што ќе ги нудат. Но сегашната генерација на Макан е стара 10 години и на Порше воопшто не му се исплатува да вложува во нејзиниот понатамошен развој. Тоа многу нема да и наштети на компанијата, бидејќи европскиот пазар абсорбира само 1/3 од купната продукција на Макан.
Системот за предупредување за отворање на вратите на Форд се потпира на модерна електроника што го врши надзорот на околината на возилото. Ако електрониката утврди дека отворањето на вратите може да предизвика опасност, се активираат LED индикатори на ретровизорот и предупредувачко светло на контролната табла. Но велосипедистите и понатаму треба да внимаваат, бидејќи за да се спречи непотребното алармирање, овој систем функционира само ако тие се доближуваат до возилото со брзина поголема од 7 км на час. Првите возила опремени со него веќе се подготвени за пазарот, а тоа се Транзит и Турнео Кастом, а ќе следат и други. Истовремено и Volkswagen објави дека развил слична технологија, не потенцирајќи дали таа е заедничка со оваа на Форд, бидејќи споменатиот доставен модел од пролетва ќе биде лансиран како 7-ма генерација на популарниот транспортер. Меѓутоа, од Волсбург ги споменуваат електричниот ID7 и новите генерации на Passat и Tiguan, каде ќе се вградуваат. Италијанската полиција го доби својот 6-ти Ламборгини, кој како и претходните нема да служи за бркање криминалци, туку за итем превоз на органи за трансплантација. Кинескиот зикар, кој делува под закрилата на Гили, се наоѓа на пресвртница. Неја ја одбележа со 3 момента: испораката на првиот автомобил во Европа, лансирањето на нов елегантен седан и најавата дека ќе користи батерии кои за само 15 минути ќе се наполнат за поминување 500 километри. Италијанската полиција го доби својот 6-ти Ламборгини, кој како и претходните нема да служи за бркање криминалци, туку за итем превоз на органи за трансплантација. Станува збор за спортскиот кросовер Урус во својата перформантна изводба, која од лани летото, кога беше представена, ги плени срцата на љубителите на брзината. Се разликува од стандардната верзија и дизајнерски и механички. Нејзиниот 4-литарски V8 мотор заселен на 666 конски сили ќе го дотера Урус Перформанте до 100 на час за 3,3 секунди и максимални 306 км на час. Следејќи ги посебните барања за преуредување на автомобилите за ваква служба, и тој е опремен со пренослив разладуван уред сместен во багажникот. Ливрејата му е стандардна полициска со комбинација на препознатливата светло-сина с нијанса со бело и додаден мотив на италијанското знаме. Тенките лед сини светла на покривот и двотонската сирена ќе му обезбедат непречен пат низ сообраќајниот метеж да се спаси човечкиот живот. Прилагодена и внатрешноста со додавање простор за оружје и дефибрилатор. Има и посебен екран наменет за полесно следење на пораките и олеснување на комуникацијата. Оваа ексклузивна соработка меѓу Ламборгини и италијанската полиција трае веќе 20 години. Кинескиот зикар кој делува под закрилата на Гили се наоѓа на пресвртница. Марката, која се уште не е посебна компанија, но има план да стане, тоа успева за само 9 месеци да го организира својот настап на стариот континент. Седиштето на продажното оделение е во Холандија, а во Шведска функционира дизајнерскиот и развоен центар. Иако станува збор за премиум возила, нивната цена и не е така висока. Спортскиот шутинг брейк караван со ознака 001 стартува од 60.000 евра, а субкомпактниот кросовер X се добива дури и за 45.000 евра. Дизајнерски се едни од најубавите на пазарот, со моќни електромотори и напредни карактеристики. Некои дури и футуристички, како што се автономните својства. Внимание заслужуваат и најавените златни батерии, како што ги нарекуваат, базирани на литиум ферофосфатна технологија.
Наменети за вградување во новиот компактен седан со ознака 007, тие ќе имаат способност за полнење со мокност од дури 500 киловати. Капацитетот се уште не е познат, а кинезите тврдат дека тие без оглед на високата енергетска густина се доста безбедни и отпорни на пожар. Треба да споменеме и дека престојниот моноволуменец на Volvo е токму ребрендиран модел на Zikr. Плановите им се за 2 години гамата да нарасне на 8 члена, а продажбата на 650.000 возила годишно. Ветрот што дува низ Балтичкото море очигледно не е доволно студен да ги олади емоциите на малата група литванци без никакво автомобилско искуство обединети во компанијата Renault Racing. Тие трошејќи го сиот свој ентузијазм како да понудат уникатен спортски автомобил, ја реинкарнираа некогашната британска пракса за продажба на возила кои купувачот сам ги составува. Така, кој е вешт со алат за 35.000 евра од нив може да нарача шасија без мотор, која ќе му биде испорачана заедно со празна каросерија направена од стаклопластика. Незиниот изглед наликува на некоја мешавина меѓу постарите модели на Порше и Ламборгини, додека инструментаблата која целосно е дело на младиот тим е како кај тркачки болид. За цврстината се грижи просторна рамка од алуминиумски цевки, заради што се очекува и мала тежина која секако ќе придонесе за перформансите. Јасно, тие ќе зависат од моторот кој, ако го нарачате од нив за солени 37.500 евра, ќе биде 5,2 литарски V10 од Audi R8 со 480 конски сили, спарен со тркачки 6-степен менувач. Постои можност за необјавена сума да се нарача и друго што фали, сопирачки, седишта, издувен систем, тркала. Секако, обезбедувањето на потребната документација за регистрација, ако воопшто е можна, е на сопствен ризик. Ентузијазмот е дел од автомобилизмот, а ризикот е категорија што ја превземаат храбрите. Денешното издание завршува. Во периодот од 7 дена до нашата следна премиера остануваме во контакт преку нашиот сајт Автомагазин.com.mk, социјалните мрежи и нашиот YouTube канал. До гледање.